Ratifikacijata na ovoj dogovor za prijateljstvo, dobrosоседство и соработка je mnogo značajan čin во иднината, непосредната, но и во она далечната, тактичката, така и како тактичката, така и она стратешката. Мислам дека сме на прагот на донесување на таа значајна одлука и нејзино изгласување, и тоа на некој начин ми дава простор да го кажам она што исто така во ова прилика треба да се каже. Вообичаено е договорите за пријателство, добрососедство и соработка да бидат правени врз принципите на реципроцитетот и да бидат симетрични. Morame da kažeme дека овој договор не спаѓа во таа стандардна форма. Тој не е граден врз принципите на реципроцитетот и тој не е сосема симетричен. Има неколку клучни точки во кои тој одстапува од овој модел. Мислам дека ова треба да се спомне денес, заради тоа што е многу значајно да се нагласи дека македонската страна, Република Македонија, оваа влада, прават напори кои всушност излегуваат надвор од стандардната процедура, дека прават напори и одстапки кои не се вообичаени. Со тоа ја нагласуваат својата добра волја, со тоа ја нагласуваат својата готовност да отидат подалеку отколку што инаку. Тоа од нив би го барала меѓународната правна, да кажам, процедура. Тоа е нешто што е многу значајно и треба да се истакне. Сите овие афирмативни елементи се значајни, но треба да се види дека она што се добива со овој договор има и своја цена. Таа цена всушност е вредноста на македонскиот гест. Гестот на македонската влада е исклучително благороден и крупен гест. Тоа треба да се истакне. Не знам дали ќе биде запомнето. Не знам дали ќе се истакне, но бидејќи имаме овде мнозинство, за да се истакне и за да се почитуваат принципите на меѓународното право и стандардната форма на ваквите договори, но и големината на гестот на македонската страна, јас ќе гласам воздржано.